Ви благодарам што сте тука. Благодарам на организаторот, господинот Беле Алексовски. И активот на жени. Активот на жени, на Алексовска и сите Благојка Настова. Благојка Настова. Посебно ми е драго што сум во вашиот град, бидејќи Беле сме наистина град херој, со свети геоничи и многу повеќе други работи на Левилја Пујова. Дури мојот татко е од овој крај, така да Беле сме и посебно град како мој роден град. Се надевам дека имаме една убава вечер, не случајно сме вечерна тука. Не постоја случајности, а тоа е јас да го кажам. Добивте бележници. Добивте бележници на кои имате инспиративни мисли, на предната страна се делата мој. Корите во мигот кога вие ќе донесете одлука и колку долго ќе патувате по него ќе зависи само од вас самите. Во моментот кога ќе осознаете дека среќата е патот, тогаш каде да сте на планетава, вие сте на вистинското место во вистинското време. Секој може самостојно да научи да ги реализира своите најстрашни желби, копнежи и соништа. Независно кој во кој годишно доба е, во кој доба е во која деценија од животот. На задната страна пишува: најголемата препрека за да се случи голема позитивна промена во вашиот живот сте само вие и никој друг. Некој по патот на животот ќе се разбуди денес, некој по 5, некој може би по 10 години, а некој никогаш. Јас сум вечерва овде за да направам едно будење, колективната свест, да ви ги откријам тајните со кои може да добиете се што ќе посакате. Да се регенерирате од најтешка болест и да ги избегнете сите тешки моменти наспроти тоа да добиете се што ќе посакате во животот. Ти разбуди се денес и не дозволувај заспан да го живее животот, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Клучото, тајната врата на твојата душа која се отвара само одвнатре, е само во твоја собственост. Секој на своите рамења го носи најсовршениот компјутер кој има неограничени можности, но само оние кои ќе научат да управуваат со него ќе откријат тајната за да добијат се што ќе посакаат. А тогаш животот ќе им стане волшебство во кое ќе уживаат секој миг, не пропуштајќи ништо на случајност. Самосвесноста е првиот чекор за да се започне со решавање на сите проблеми. Денеска ти се пронајде себе си, биди што сакаш и ќе бидеш што сакаш. Што се твоите мисли, тоа си и ти. Значи, овој бележик е лично ваш. Имате го, ќе ви изнотирам некои слогани, некои убави работи, афирмации, не го давајте. Значи, тоа е лично ваш. Секогаш кога сакате да прочитате ги инспиративните мисли на предната и задната страна, а потоа и оно што е напишано внатре. Во моите дела теоријата секогаш се заснова на врз природни науки, односно се подпира врз податоци до кои дошле вредни научни умови во своите лаборатории. Но малкумина од нив се сетиле сето тоа да го објаснат на едноставен начин, за да може обичниот човек да го разбере. Вечера ќе говорам со едноставни зборови, како што говореше Свети Павле кога дојде во Македонија. Тој кажа: подобро е да напишам 5 зборови и да кажам 5 зборови разбирливо, колку 1000 неразбирливо. Јас се надевам дека ќе бидам сликовит и јасен, за да можеме да дојдеме до целта. Вечерва сум со вас со една единствена цел: да ги поедноставам комплицираните работи и сите ние заедно да ја пронајдеме смислата на животот, кои сме, од каде доаѓаме, зошто сме тука и каде одиме. Тоа се вечни филозофски прашања, што секој си ги поставува, секој од нас барем еднаш во животот си ги постави. Многу пати и повеќе пати. Пред 20 години се пробудив од 7-дневна кома.
тоа последните мигови од мојот живот. Бев спортиста, врвен спортиста, кој не можам да ви обяснам што се можеше да издржи. Одеднаш, значи ме напушти здравието со многу голема брзина, се случи инцидент во болницата, по грешка и бев свесен дека ќе умрам. Леже во болничкиот кревет, го гледав сонцето кое заоѓаше од мојата десна страна и си велев: сите пари на светот да ги имам. Утрешниот ден нема да можам да го купам. Бев прилично богат. На мои 33 години, 97 година, бев милионер. Но се тоа ми беше чака. Тогаш сватив дека ништо не вреди. Материјалното нема никаква вредност. Благодарение на книгите кои претходно ги читав, знаев дека единствена шанса ми е да пробам да направам плацебо ефект на својот мозок. И ако тоа не го направев, знаев дека нема да можам да се вратам. Решив во еден момент и си реков: ќе преживеам, морам да измам смртта. Морам да се вратам во Македонија и да му откријам тајната на мојот народ, она што јас го знаем. Се фокусирав на сите нешта кои претходно ги бе прочитал, направив плацебо ефект и успеав за 3 дена да се стабилизирам, мада моите ги беа известиле дека не постојат шанси да преживеат. И тоа се случи да после 3 дена веќе телото започна после 72 часа брза регенерација, се вратив во Македонија и останав како медицински феномен во таа болница. Кога умираме, сите имаме сон. Знаете како се спасив? Со мојот сон. Бев милионер, имав многу и се рекол: джабе ми е село. Толку сонував. Додам по светот, да прошетам 100 земји, да крстарам со најголемите бродови, да летам со параглайдер, да научам со едрилица, да возам и многу други работи да нуркам, но ништо од тоа, бидејќи јас работев по 17 часа. Бев свесен за моите соништа и си реков: значи, тоа било тоа. Кога секој умре, единствено што жали, што не ги приканал своите најмили, што не им кажал дека ги сака, и единствено жалиме што не сме го оствариле нашиот сон. Токму за тоа ќе говориме сега, вечерно. Значи, сите жалиме што не сме го оствариле својот сон. Затоа што се плашиме, затоа што мислиме што ќе кажат другите. Ако бидеме она што сме, ако сакаме да направиме нешто во кое веруваме. Секој знае дека ќе умре. Но никој од нас вистински не верува во тоа. Ние мислиме дека тоа се случува таму, негде, на некој друг. Но ние можеме и да изманипулираме смрт. И затоа сум вечерва со вас. Значи, одбрав оваа тема, затоа што сте вие луѓе во одминати години. Може да направите регенерација, да се прогладите со 10, со 20 години, да го продолжите вашиот живот за многу подолго. Да не ви е морбидно што вака почнав веднаш за смртта. Значи, таа е темата. Сакам да ви помогнам на премногу едноставен начин. Ќе ви откривам најголемите тајни по кои копнеат сите луѓе на планетата. Во моментот додека јас ова го говорам, 7 до 10 луѓе секоја секунда умираат на планетата. За овие 2 часа, колку ќе бидеме туку, околу 70.000 луѓе, 70.000 души ќе напуштат оваа планета. Ако тие ги знаат тајните за кои јас ќе ви говорам вечерот, тие може да го продолжат својот живот на премногу едноставен начин. Да се ослободат од отровите од телото и да направат регенерација, па дури и да се подумат. Тоа е целта на секој човек. Значи, крајната цел на човечкиот живот е целосно психофизичко исполнување. Повозвишена цел од тоа е да се осмислува не само својот живот, туку и животот на својот народ, на своите најмили. Јас ве почитувам, ве сакам како мој народ и токму затоа сум вечерно туку.
Себично е, ако јас знам некои тајни, да не ги откријам на мојот народ. И токму затоа одам по сите градови, нормално одиме бесплатно, не наплаќаме ништо, со почит, со респект према сите оние кои не покануваат и према нас кои доаѓате да не слушат. Што е тоа што треба да не разбуди? Значи, будењето е најважната работа. 90% од луѓето живеат заспан живот. Во која смисла заспан живот? Не го бараат она што го сакаат во животот. Не го прават она што го сакаат. Се плашат што ќе кажат другите. Постојат три вида на луѓе во нашиот свет. Луѓе кои прават нештата да се случуваат, луѓе кои гледаат како нештата се случуваат и луѓе кои постојано се прашуваат што се случува. Постои еден човек кој го обедини арапскиот свет, се вика Лоренс од Аравија, тој е покотен во французи, но ги обедини арабите, и сега што се случува во муслиманскиот свет, на некој начин го обвинуваат него бидејќи ги обедини, но тој имаше друга цел. Лоренс од Аравија рекол: сите луѓе сонуваат, но не е истина. Оние кои сонуваат ноќето се будат наутро за да откријат дека сето тоа било привид во нивниот ум. Но оние кои сонуваат со отворени очи дење, тие се опасни луѓе, бидејќи сонуваат како да ги остварат своите соништа. При оплодување се изделаат 200 до 300 милиони сперматозоиди. Тоа е колку цела Америка или колку цела Русија. Само еден се оплодува. Замислете што сте вие сите во оваа сала. Вие сте победници. Секој од вас е победил една Америка и една Русија. Што сте дошле на оваа планета? Тоа значи дека вие сте капетан на вашиот брод и не треба да патувате како слеп патник на вашиот брод. Треба да знаете што сакате од животот и да го побарате тоа. Да се фокусирате на тоа. Вие сте сега во најубави години. Верувате во најубави години, затоа што една писателка од Америка, Луиза Хей, били ова се моите најубави години. Сега влегов во 90-та деценија. Та има 90 години да видите, ќе се изненадите. Но таа, значи, не прави пластични операции и да не говорам милион други работи. Но во душата е чиста, се ослободила од сите отрови кои не обтоваруваат во денешницата. Вие го имате сега целото време да се посветите на учињата, на дечиња, но и да одвоите време за вас. Треба постојано да се надградувате, да учите и да ги преминувате нештата кои технологијава и наукава постојано ги открива. Свесно будните луѓе знаат што сакаат од животот и го добиваат тоа. Несвесно заспаните луѓе ја креираат својата иднина заспана. Значи, ако случајно дојде, одиш по улица, гледа како добиеш на лото. Значи, случајно се. Не, ние имаме мој да ги креираме работите, да ги создаваме онака како што ние сакаме. Тоа значи дека судбина сама по себе не постои. Немојте да се подпирате на зборот дека постои судбина. Ние ја креираме нашата судбина, секој индивидуално во својата индивидуална свест, а дури и во колективната свест. Значи, судбина и иднина сами по себе не постојат. Тоа што ти го размислуваш, тоа што се твоите мисли, тоа си и ти. Каде се фокусираш, тоа и стануваш со текот на времето. Но луѓето тешко се менуваат. Надевајќи се дека има време за тоа. Си вели, ајде утре, ајде да дојде нова година, па од 1 јануар ќе почнам, па дошол 1 јануар, па не знам, не почнам, па ајде 1 март да дојде, па 1 април, денот на лагата и така натаму. И се тоа се пролонгира и никога да го започне оно што сака да го работи во животот. Ке ве замолам се да ги отворите тефтерчињата и да запишеме нешто што е многу битно. Наместете се убаво, отворете ги бележниците, трнете во воздухот, повторно ви кажувам, и запишете. Судбина сама по себе не постои. Јас ја создавам мојата иднина и креирам здравје.
да пишувате, после ќе препишете, ќе одиме споро за да можеме да се разбереме. Јас ја создавам мојата иднина и креирам здравје. И креирам здравје, среќа, љубов, богатство. Најубавата вистина на овој свет е будењето. Најубавата вистина на овој свет е будењето. Јас сум свесен или свесна. Како јас сум свесен и го живеам сегашниот миг. Имам успеси на сите поли. Можеме, нели? Значи, сега ќе говорите за мозок. Најкомплексната структура во универзумот, што медицината се уште не може во целост да осознае и открие човечкиот мозок. На вашите рамена го носите најсовршениот биокомпјутер. Но многумина од нас не се свесни за тоа. 90% од луѓето не се свесни за тоа. Тоа е исто како да чекаш автобус на улица кај што никогаш не поминуваат автобуси, а ти упорно чекаш. И животот ти поминува. Кога ќе дојде на крај животот, ќе си решиш што направиш од мојот живот. Не случајно, некои се успешни, некои не се успешни. Две близначки сестри или близначки, едната е среќна, другата е несреќна. Едната е среќно мажена, другата е несреќна. Едната е разведена, другата не, вдовица, не, среќна. Едната има работа, другата нема. Значи, се зависи од состојбата на мозокот. Значи, мозокот е многу специфичен по тоа што нема рецептори за болка. Ако сега доктор отвори овде, јас дека разговарам со вас, можам со игла или со вилушка да го допирам мојот мозок и да си играм и тој нема да чувствува болка. Единствено ако допрам некој сензор кај што ќе прекине вид или не е видно говор, било што. Значи, интересна работа. Зашто говорам ова? Затоа што ќе ви повторам. Значи, најкомплексна структура која науката се уште не може да осознае. Ќе ви објаснам зошто. Во него се содржани 100 милиарди клетки кои се поврзани со синапси, со врски, 25 до 30 милиарди неврони, во кои се содржани милиарди протеински молекули. Само во една клетка од нашиот мозок, од тие 100 милиарди, има капацитет да се обере 5 енциклопедии најголеми, да речеме британики. Тоа значи дека на своите рамења носите мозок кој има капацитет за повеќе, ако гледаме бидејќи 1% само користи, за повеќе од 100 животи. Значи, толкова е капацитетот на нашиот мозок. И некој ќе каже не памтам. Не може да не памтиш, ти имаш огромен капацитет. Значи, капацитет користиме само 1% од мозок, за да меморираме. Многу мокно нешто. Интересно е за мозокот што тој живее секогаш во сегашно време. За него нема минато и нема идно. Зашто го велам ова? Тоа е многу битно и потоа ќе запишем. Значи, тој живее во сегашниот миг, она што се случува само сега. Нема минато, нема иднина. Проширен со нова информација, никогаш не може да се врати во првобитна состојба. За пример, еве сега ќе ви кажам. Дали знае некој каде е изгубениот континент Лемурија? Дигнете рака кој знае. Еве, двајца, тројца, значи тројца знаат во салата. Сега кога ќе ви кажам каде е Лемурија, сите ќе имате информацијата и не можете да се вратите назад. И до крајот на животот ќе го имате како информација, дури во подсвеста, независно што ќе заборавите. Значи, изгубениот континент Лемурија се наоѓа во Индискиот океан, кај денешни Малдиви. Сега, бидејќи вие имате слика, ви излегува, ние размислуваме во слики, мозокот размислува, ви излегува слика на карта и опа го гледате Индискиот океан под Индија и вие точно се лоцирате кај се наоѓа. Ајде, дигнете рака сега, кој знаете? Сега верувам дека знаете сите. Сега, дали има некој што не знае? Сега, ако има некој што не знае, значи, не знае каде е Индискиот океан, што е многу нормално. Значи, сликите кои ние ги немаме во нашиот мозок, ние не можеме да ги видиме. Така, нашиот мозок се проширува со информации, затоа одиме на училиште, на
факултет се надградуваме, се специализираме, за да можеме да се надградиме со нови информации. И веќе не можеме да се вратиме. Дете осознава чоколадо и ти веќе не може да го излаже да му речеш тоа не е убаво за јадење, ама знае дека е убаво. Адолесцент осознава љубов, секс и така натаму, ти не можеш веќе да го вратиш назад. За се е така во нашиот живот. Ние размислуваме во слики. Гледаме слики. И една буква, да кажам само буквата И, вие мора да ја видите како слика за да ви излезе во вашиот ум. Мозокот е интересен по тоа што тој живее во сегашно време, но постојано води диалог кога сме будни. Од нашето раѓање до нашата смрт ние водиме диалог. Сега додека јас говорам, вие водите диалог во вас. Вие разговарате со вас сами. Сето тоа се запишува во подсвеста, подоцна ќе ви објасни. Значи, тоа е еден незапрелив процес кој ние можеме свесно да го сопреме за да се фокусираме на одредена работа, но не можеме да го сопреме како процес. Значи, тој процес не можеш да го сопреш. Дури и кога си под хипноза. Значи, тоа е незапрелив процес како кога змијата си го јаде опашот. Се тоа произлегува од нашите мисли. Како што ви кажав, ние размислуваме во слики. Ако ви кажам, немојте да мислите на розов слон. Има некој што не мисли на розов слон? Сите мислите на розов слон. Ако ви кажам лимон, без да ви го покажам, веднаш ви излегува во умот лимон и вие го гледате лимон. Ако ви повторам, приметувате лимонот колку е убав? Дали приметувате колку е убав лимонот во вашата уста? Веднаш подготнувате. Значи се активираат жлезите, бидејќи мозокот живее во сегашно време, го гледа лимонот и дава информација на жлезите и тие почињаат да лачат или осеќаш горчина од самата слика. Многу интересно нешто. Значи ние сме многу мутни суштества што ние дури и не сме свесни за тоа. Науката, значи последниве години открива каква е нашата моќ. Значи мислата е причина, се друго е последица што ни се случува. Мислата е причина, се друго е последица. Од ова произлегува дека кога чувствуваме болка, било каква болка, болката е погрешна мисла на очекувањата. Нас што не боли? Не болат само очекувањата. Кога нешто очекуваш, да те сакаат деца или да добиеш напредување или поголема пензија, а не го добиваш тоа само може да те боли. Друго ништо не може да не боли. Да не боли. Секој е креација од своите мисли. Она што ние го мислиме, тоа сме ние. До денес сте само она што вие сте го размислували. И ништо друго. Не можете да обвините никого. Вие тоа што сте размислувале, каде сте се фокусирале, тоа и сте станали. Некој несвесно се разбрал. Некој свесно, кога се разбрал, оздравен. Има случаеви кај што медицината ги прогласува за медицински феномени, а всушност се работи за состојба на умот. Секој сам може да направи регенерација за 72 часа. Се случуваат, имаме луѓе кои не можат да одат, докторите се откажуваат од нив. После одредени афирмации, тренинзи, тие луѓе стануваат и подобруваат. Не дека некој бил паметен па ги станал да одат. Значи се работи за неговата лична состојба во умот. Кога ќе се направи со сугестија, автосугестија која ќе се испрограмира, значи тој може да прави чудо. Тоа значи дека секој од нас е само она што е после јас сум. Некој верува дека јас сум среќен, ќе биде среќен. Некој верува дека јас сум здрав, ќе биде здрав. Некој вели јас сум болен, ќе те прашаат како си. Никогаш не говорете не сум добар, болен сум, не ми е добро. Тоа подсвеста не го разбира. Сега ќе ви објаснам зошто не смеете да го говорите тоа. Бидејќи подсвеста не знае за шала. Се тоа вие што го мислите, што го спорите, говорите, дури и кога си водите диалог во вашиот ум, некој тоа го слуша. На многу едноставен начин ќе ви објаснам. И тој настојува да го направи тоа што вие го озвучувате и го помислувате.
Ние дневно имаме околу 100.000 мисли, од кои 20% се позитивни, 80% се негативни. Значи, само 20% од нашите мисли се позитивни. 20.000, 80.000 се негативни. Интересен склоп на човечкиот мозок. Науката не може да открие зашто е тоа така. Поради нашето его, предпоставката е. Затоа што секогаш гледаме дали е позелена тревата кај комшијата, или дали вози поубав автомобил, или дали зима поголема плата. И ние се обтоваруваме со глупости. И трчариме, озборуваме, се јадеме живи за милион глупости кои не се битни. Секој треба да е среќен со тоа што го има, да се заблагодарува и да го живее животот најубаво што може за да им помогне на другите, бидејќи најсебична работа е да им мислиш добро на другите. Кога им мислиш добро на другите, тебе ти се случува добро. Се е тоа бумерен во животот, затоа сум вече овде за да ви објаснам како тоа функционира. Значи, сите функции во организмот ослабуваат како резултат на континуирано влијание на депресивна состојба на умот. Значи, мислата има огромно влијание. Кога сме фокусирани постојано на депресивни мисли, кога мислиме неубави работи, ослабуваат нашите органи. Како се случува? Секоја клетка ја чувствува мислата која е испратена, го чувствуваат ткивата, го чувствуваат органите и така нашиот организам ослабнува. Значи, ние го труеме нашиот организам несвесни што му правиме. Во денешницава е многу опасно со стресот. Значи, постојано сме под стрес, бидејќи се е динамично. Стресот е најопасната работа, бидејќи кога доживуваме стрес, се одзема водата од телото и остануваат на некој начин организмот без вода. Веднаш треба затоа се пие вода. Некој кој има стрес му дава чаша со вода, со шеќера, не се свестен како всушност тоа е вода за да може едноставно ти се згорчува крвта. Или кога имаш гнев, омраза, љубомора, сте почувствувале како имате горчина во устата, тоа се суфоцијанати, отрови аналогни на отровите на змијата. Но змијата има кесички и ги складира. И по потреба кога некој ќе ја нападне, ги испушта, но ние немаме. И тие отрови суфоцијанати се распространуваат из целото наше тело. Тоа значи дека ние го труеме нашиот организам со неубави мисли, со завист, љубомора, омраза, гнев и така натаму. Сега да запишете. Пријатните емоции предизвикуваат лачење на хемиски соединенија кои ги стимулираат клетките кон производство на енергија. Пријатните емоции предизвикуваат лачење на хемиски соединенија кои ги стимулираат клетките кон производство на енергија. Битно е да знаете што се случува. Спротивно на нив, негативните емоции предизвикуваат штетни материи и отрови аналогни на отровот од змијата. Аналогни на отровот од змијата. Така наречени суфоцијанати. Само да позитивно мислите, слушате што... Така е. Што значи ова што ви го прочитам? Значи, секогаш кога помислуваш на нешто, некој кој имаш омраза, кој те обезличил, те навредил, не си му простил, исто како постојано кога ќе мислиш на некој што го мразиш како змија да те касне и да ти бризгува отров. Немајте да се труете. Кој што знае нека прави. Имал една коза, дај Боже 100 да има, ако има ќе ти даде едно канче млеко и парче сирење. Значи, не гледате другите што прават. Важно е вие што правите. Најбитно е вашето здравје и вие сами. Запишете, мозокот живее во сегашно време. За него не постои минато и иднина. Контролата врз умот е единствената самоконтрола која можам да ја постигнам.
Денес учам ова за во иднина да избегнам многу несреќи и тешки моменти, а наспроти тоа да добијам се што ќе посакам од животот. Единственото право од целиот животински свет ми е дадено мене. Можам да ги менувам свесно моите мисли, отфрлајќи ги негативните и мислејќи на љубов, среќа, љубезност, мир, задоволство, милосрдие, радост. Мислејќи на љубов, мир, задоволство, милосрдие, радост. Бидејќи овие мисли го менуваат духот и телото. Си ветувам, од денес се промени. Значи, мозокот, за кој говоревме, е една целина која е составена на некој начин од два дела, свес и подсвес. Свесен ум и подсвесен ум. Во моето дело имам земено науката каже од 5 до 7, за полесно да може да е разбирливо и сликовито, 5% го имам земено, свесниот ум, тоа е оној што сега вие го користите, 90% е подсвесниот ум. Свеста е врховен командант на подсвесниот ум. Значи, тој командува. Вие сега сте свесни, а несвесно нешто се случува што подсвеста го меморира. Сега додека јас говорам, од 5 сетила, одат информации во вашата подсвест и ги меморирате до крајот на животот. 1 милион информации во текот на 24 часа, за кои ние не сме свесни. Ако ве вратат под хипноза после 30 години, во овој момент, сега некои се вели да живеам уште 30, може уште 100 да живеам. Науката сега прави чуда. Значи, кој ве врати некој по 30 години, во овој момент, ќе се изненадите што сега што имате меморирано. Од сите сетила сега одат информации. Сега кога ќе ви кажам, вие ќе приметите, ќе знаете. Веќе влегуваме во подсвеста како информација. Сега вие приметувате, не само ова што го говорам. Вие водите диалог во вас. Од вашите сетила, слухот, доаѓаат звуци во просторијата, доаѓаат звуците од надвор, ги меморира подсвеста. Знаете дали ви е топло или ладно, дали ве стега шевлите, каде се допирате. Значи, сите оние емоции кои ги имате, дури емоциите кои ги имате додека јас говорам и кои вие ги создавате во вашиот ум. Еве, јас инстинктивно зборам и сум се навалил на микрофонот и зборам. Значи, дури емоциите кои ги имате и некој кој врати 30 години назад во овој момент, ќе се изненадите дека се тоа е меморирано. Значи, сите тие информации некој ги меморира, затоа ви велам. Некој го слуша она што вие го мислите и што се случува во простор и време. Затоа бидете внимателни, токму со подсвеста, за која сега ќе говорам. Со подсвеста нема играње, таа не знае за шала, таа е супер интелигентен биот, независно што е 95% од нашиот ум. Неа ја интересира како да дојде до решение. Додека вас ве интересира што и зошто, значи, сакам да бидам богат. Треба да јадеш информација на подсвеста и она ќе најде како. Таа ги собира сите информации од целокупното искуство. Таа функционира од вашето раѓање до вашата смрт.
бесконечен број на информации кои пристигнуваат постојано. Таа го има целото искуство. Седи и работи на компјутер. Ви барате нешто, таа бара информации и ви ја дава по 1 секунда, по 10, по 1 час, по 1 ден и одеднаш велите ми текна. Да, подсвеста ти дала, таа направила комбинации и ти ги дала сите информации. Значи, нашата подсвест се преокупира само со она што ние се преокупираме, за да ни потврди дека навистина е тоа како што ние го мислиме и она во што ние веруваме. Значи, таа ја прави иднината врз основа и склад со нашите верувања. Ние во што веруваме, таа сака да ви докаже. Таа е контролен систем на нашиот мозок. Неколку пати ќе ви кажам сега, прв пат и потоа уште неколку пати. Можеме да го излажеме целиот свет, но не можеме нашата подсвест. Значи, таа е супер интелигентен идиот кој не знае за грешка. Таа не знае да греши. И таа не знае за шала. Ако се запрашаш, зошто сум здрав, таа ќе ти најде милион причини зошто си здрав. Зошто сум среќен, милион причини ќе ти го докаже твоето верување. Во истата секунда, после 1 секунда подоцна, зошто сум несреќен, повторно ќе ти докаже зошто си несреќен. Ти ќе паднеш во летаргија и во депресија и одеднаш ќе станеш, ако веруваш во тоа, ќе станеш депресивен. Значи, подсвеста има задача да ги докажува нашите верувања. Затоа ви велам, нема играње со подсвеста. Таа не знае за шала, таа е супер интелигентен идиот кој не ја интересира зошто ти тоа го бараш, односно свеста. Таа вели, мојот Господар од мене бара да биде среќен. Ќе биде среќен, јас ќе му докажам. Спротивно на тоа, мојот Господар верува дека е несреќен. Повели, еве ти информација дека си несреќен. Па ќе ти извади тешки моменти, несреќи, погреби, милион глупости. Ако каже дека си среќен, ќе ти извади. Значи, кога си дипломирал, кога си студирал, кога си одел на одмор, кога си правил свадба и милион работи, за ти го докаже твоето верување. Значи, кога верувате дека сте успешни, подсвеста мора да ви докаже дека си успешни. И така се случува да вие секогаш бидете во склад со вашите верувања. Тоа значи дека ништо не е бело или црно само по себе во нашиот живот. Не постојат бели и црни работи. Такви ги правиме ние. Ние ги создаваме така. Значи, такви ги креираме. Ние несвесно си правиме програма. Дали преку сугестија некој што ни кажал или ние во што сме поверувале, па потоа преку автосугестија, не е битно. Значи, ние веруваме дали нешто е бело или црно во нашиот живот. И ние колку енергија му посветуваме, толку тоа расте и тоа станува така. Значи, кога говориме за подсвеста, мораме да кажеме дека тоа е моќта на еден совршен систем кој функционира безпрековно. Систем што е застрашувачки прецизен, но и рационален, кој ние можеме да го направиме рационален. Значи, несвесен, но ние можеме да го разбудиме и да го направиме свесен, доколку ние имаме контрола на се она што ние го размислуваме. Да не пуштаме во умот нечистотија ѓубре со кое се труеме. Зло, љубомора, завист, гнев и така натаму. Значи, секој од нас е само она што го размислува. И подсвеста не навлегува во полемика, не ја интересира зошто ти сакаш да бидеш среќен или сакаш да бидеш несреќен, зошто сакаш да бидеш богат или сиромах. Таа мора да го докаже твоето верување. И така ние се програмираме и стануваме она што сме. Секој од нас ја рефлектира својата внатрешност, несвесно. Седни со човек и остави го да ти зборува. Било кој од вас сега да седне, да зборуваме и јас, доека вие зборувате, јас веќе ви напишам. Се што ви се случувало последната година. Не оти сум ја многу паметен. Затоа што знам дека вие ќе го зборувате она што е во вашата душа програмирано. И вие несвесно се издавате за се она што ви се случувало претходно и во моментов со што сте преокупирани. Значи, доволно е само да ме слушам, не морам ни во очи да ве гледам, јас ќе запишам и вие ќе се изненадите. Значи, секој го говори она што го мисли. На едноставен начин ќе ви кажам со една едноставна приказна. Живееле 4 монаси во еден манастир.
И една вечер легнале да спијат секој во својата просторија. И еден од монасите се разбудил, станал, излегол низ вратата и тргнал кон блиското село. Првиот монах, што бил во неговата соба, исто се разбудил и погледал и рекол: овој оди во селото за да прави блуд. Вториот се разбудил, го погледал и рекол: овој оди во селото да краде. А третиот се разбудил, го погледал и помислил: овој наш брат оди со љубов во мир за да се моли за нас и за целиот свет на Бога. Кој од нив бил вистинскиот монах? Последниот. Секој го мислел она што е. Првиот бил развратник, вториот бил ајдол, а третиот бил вистинскиот монах. Секој од нас го говори она што го мисли, што е во неговиот ум. И затоа бидете внимателни. Не отварајте уста. Знаете како се вели? Мочењето е злато. Не отварајте уста кога мислите дека не треба да говорите. Бидејќи со секој говорење, секој човек се ги издава своите внатрешни емоции, своите чувства. Интересно е како можеме ние подсвеста да ја изманипулираме, да ја направиме плацебо ефект. Значи, како ние да изставиме програма. Сега, додека јас говорам, нашата свест е на ниво 100% активна. Независно, ингеренциите се исти. Значи, ова е. Ако е 100%, таа има само 5% ингеренции. А ова мирува, знаете дека мирува, но сите информации одат во неа, но е во мирување. Таа е на нула. Кога ние заспиваме, значи сега сте во алфа таласно ниво. Кога заспиваме од алфа, поминуваме, сега сме во бета таласно ниво, кога заспиваме одиме од бета таласно ниво во алфа. Кога ние заспиваме во последните мигови, тие се нивелираат. Ингеренциите се 50 со 50 во последните секунди кога заспиваме. Стотици и илјадници луѓе им имам дадено афирмации и сами што направиле, што се регенерирале и оздравиле од најтешки болести само поради ова, што го знаеле. Значи, кога заспиваме, тие се нивелираат и доаѓа со исти ингеренции. Повторно свеста има само 5%, а ова има 95%. Тоа никогаш не се мени. Но ингеренциите се 50-50. Тоа значи дека тогаш подсвеста најлесно ги прима информациите, како да работите на компјутер и стиснете зачува ентер, веднаш одат од свеста во подсвеста. Ти цел ден додека си буден, можеш да одиш по улица и да кажеш јас сум богат, јас сум среќен, не знам, милион глупости. И на крај ги почнеш да збориш и луѓето ги речат тоа е луд. Подсвеста не може да ги прими информациите. Таа ќе поверува само кога свеста ќе поверува во тоа. Ако ти си болен и постојано велиш јас сум здрав, а не веруваш во тоа, свеста не може, подсвеста не може да ги прими информации. Таа мора да поверува во тоа и веднаш ќе се пушти во потрага. Значи, подсвеста е најмокната фармацевтска фабрика во универзумот. Сите фармацевтски фабрики да ги соберете не се вредни ни колку еден човечки мозок. Затоа што подсвеста знае што треба да ви направи и веднаш прави комбинации. И затоа, кога сте болни, кога треба да оздравите, ви излегува слики пред очите. Ви се јади малина или супа или нешто. Значи, таа знае кои минерали и витамини вие ги немате во тело. Таа веднаш ви прави слики и ви излегуваат. Затоа се вели во песните. Среде зимо жолта диња или среде лето жолта дуња, како беше таму. Значи, подсвеста знае што ви треба и веднаш ги прави тие комбинации за да може да го докаже, за да може да го регенерира вашето тело. Ова е многу битно, затоа што кога заспиваме, ние можеме да направиме афирмација и да го повикаме тоа што го сакаме. Некојаш кога, вечерва, пробајте, на заспивање кажете си ова е мојот среќен, утре е мојот среќен ден. Легнете и неколку пати повторете го тоа во последните секунди на заспивање. Кога ќе станете наутро, кога ќе осетите дека се будите, не ги отварате очите и немојте да мрдате. Тие остануваат нивелирани уште неколку секунди. На исто ниво. Значи не мрдајте и кажете ова е мојот најсреќен ден. Ќе видите утре каков ден ќе имате. Значи сите околности, случајности, привлекување на луѓе ќе се подредат за вие утре да имате среќен ден. Дури и да знаете дека ќе одите на суд или не знам што ќе ви се случи, ќе видите дека ќе ви се случи токму она што вие сте го повикали. Подсвеста има задача да ги докажува работите и прави линк негде со универзумот и го активира законот за привлечност и се случува токму тоа што вие сте го повикали. Пак ќе кажам, еден совршен систем кој функционира безпрекорно.
Систем што е застрашувачки прецизен, но и рационален, кој што јас обечава за да ви научам користите рационално, значи свесно, да може да ја побарате од неја се што ќе посакате во живот. Познатиот филозоф Јунг рекол, се додека несвесното не го направиме свесно, тоа ќе раководи со нас, а ние ќе го нарекуваме судбина. Судбина, повторно ќе кажам, сама по себе не постои, тоа е лага. Судбина сме ние, нашите мисли и нашата програма. Она на што се фокусираш, тоа и стануваш. Се фокусираш на здравје и посакуваш на сите здравје, ти си здрав. Има луѓе што никогаш немале настинки. Никогаш не се разболеле. Татко ми има 81 година, сега бевме на Јакупица во Бистрица од манастирот, тргнавме 30 км пешачиш. Кој може на 81 година да пешачи? Кај мене во фирма има момче на 20 до 30 години, тој се фаќа за вратило и прави салто мортале. Се е во состојбата на умот. Благодарение на него има многу работи научени. Значи се е во состојбата на умот. 7,5 часа пешачевме нагоре негде по Карпи се качував. 81 години. Тоа значи дека секој од вас го може тоа. Но никош не се труе со ништо. Значи единствено размислува за позитивни работи. Тоа треба сите ние да го правиме. Ова е Јакупица. Се наоѓаме под врвот на Јакупица. Сега ќе го поминеме овој дел и ќе излеземе овде. А потоа по сртот ќе излеземе горе. Се уморивме или не? Не, има умите за забава. Одиме, а? Ај. Се наоѓаме под врвот на Јакупица. Оваа вода доаѓа од врвот на Јакупица. Наполнивме вода за пиење и продолжуваме нагоре. Овде има еден интересен јаз. Водата тече одоздова, а овде е букова шума која треба да ја поминеме. Точно овде се наоѓа патеката. Еве го татко ми. Само ние двајца сме, имаше 6 души пријавени, ама другите големи мажишта се откажаа. Одиме горе на врвот на Јакупица. Ова е врвот на Јакупица. Се наоѓаме точно под самиот врв. Секаде има реки, еве. Од Бандера. Повторно, значи од Бандера ја викаат, од Бандера течат водиве. Еве ги водиве. И сега проаѓаме тука покрај водата. Не води една патека, каде што не можеш нити лево, нити десно. Само по таа патека може да се оди. Еве водата кај оди и се е стрмно. Карпи и лево и десно. Еве солунска глава. Веќе во магла. А ние се наоѓаме под самиот врв на Јакупица. Еве одмараме малку. И ни остана уште ова за искачување. Сега е 2,5 часот на пладне. Значи треба да се искачиме на врвот на Јакупица. Потоа по сртот имаме уште 15 на километри да се вратиме назад. Вкупно имаме пешачење околу 30 километри. Пределот е многу стрмен, нарочито овде.
ова кога ќе го скачиме веќе ќе биде многу полесно. Се наоѓам на самиот врв на планината Јакупица, 2112 метра. Веќе е пладне околу 3,5 часот и сега е осветлена од најјужната страна планината. Ова е езерото. А таму во далечината е Белес. Целата планина е со боровинки и печурки. Сега ќе одиме по самиот црт. Од овде одиме по цртот. Ќе излеземе на овој црт и ќе се симнеме доле во манастирот. Имаме уште 15 на километри за пешачење. Се надевам дека нема да не стемне. Еве го татко ми каде одмара. Ќе ручаме на врвот на планината. Во далечината е Скопје и скоро половина Македонија се гледа од овде. За крај, околу подсвеста, да знаете, значи најсебичната работа на оваа планета е да им мислите добро на другите. Знаете зашто? Кога им мислите добро на другите, подсвеста тоа го прифаќа за вас. Ако имате гнев, ако им мислите зло, подсвеста не разбира. Значи, подсвеста не интересира зашто ти мислиш добро или лошо. Таа настојува да го докаже твоето верување. Значи, најсебична работа на оваа планета да им мислите секогаш добро на другите. Таа информација испраќате во подсвеста и таа веднаш прави програма. И вас ви оди се до животот. Каква болест? Сите болести ги бегаат од вас. Ниедна болест не може да ве нападе. Многу болести дошле затоа што имаме гнев, омраза према некој што го мразиме, што не обезниче, што не навреди, што ни кажа лош збор, лоша мисла, и удрил шамари, не е битно. Ние постојано го мразиме тој човек. Тоа е исто како да носиш леш на својот грб, распадна. Со него легнуваш, стануваш, јадеш, одиш на работа. Значи, постојано го носиш на грбот, размислуваш за него и се труеш со гнев и омраза. И затоа телото произведува сулфоцијанати и се труе. И потоа се чуди човек зашто се разбол. Има многу случаи напишани се и ке Джозеф Марфи и ке Луиза Хей. Доаѓаат луѓе кои неколку пати биле на операции и се спасиле, но никако да се ослободат од операции и од болови. И тоа вели да не мразиш некого, да, вели, со братни, со сестрами, се ме скарано за имот и така натаму. Вели, седа дека не го засакаш, не се ослободиш од тој гнев. Ти ќе одиш постојано на операции. Затоа што ти го труеш своето тело. Простете им на оние кои ви сгрешиле. Ослободете се од нив. Не ви треба. Избришете го од вашиот ум. А премногу е едноставно тоа. Значи, сите тие техники се качани во оваа мала книга. Значи, простувате само еднаш. И подсвесно, мозокот, доволно е само еднаш да кажете да простите. Таа ги меморира сите информации. И потоа, кога ќе ви дојде тој човек на умот, доволно е да кажете мир со тебе. Не му дозволувате повторно да влезе во вашиот ум. Го елиминирате, го ставате блокада. И тоа исто како зап, ве болел зап, лани, ама сега не знаете каде е, горе, доле, четвртка, петка. Ќе го заборавите човек. Кога ќе го заборавите човекот према кој сте имале гнев, тогаш сте го избришале од умот. Мора да се прави тоа да се чисти, затоа што тоа е чистење на душата, на телото, кога имате гнев и кога имате омраза према некој. Значи, контролен систем врз контролен систем имаме во нашето тело. Тој што бил креатор, создател, планер, природа, некој го нарекува Господ, Бог,
на овој универзум. Тој направил таква совршенство. Контрола врз контрола. И не застануваме само тука сега кај подсвеста. Значи подсвеста слуша се што говориме кога водиме диалог и така прави програма. Но слушате сега што се случува во нашето тело имаме пептиди. Значи ние сме единствените суштества кои многу лесно се програмираат поради тие пептиди. Тие пептиди го слушаат се она што го размислува нашиот мозок. Имаме хипоталамус во нашиот организам кој размножува пептиди за различна зависност. Некој алкохоличар и ги размножува тие пептиди. Некој користи дрога, или некој сака чоколада, или некој е зависник од спортска, или некој од риболов. На тоа што размислуваш, какви слики имаш во ума, такви пептиди се размножуваат, хипоталамусот веднаш ги испушта во крвотокот и преку крвта доаѓаат до клетките и ги користат истите рецептори што ги користи дрогата. Прават зависност. Тоа значи дека ние не можеме ништо да излажеме во нашиот тело. Тоа што го мислиме, тоа сме ние. И ништо повеќе. Интересни се пептидите, затоа што тие се посредници молекули. Чопра ги нарекува клетки, но тие не се клетки. Значи, тие се молекули посредници кои живеат во сегашно време. И ја слушаат секоја наша мисла и се починети во сегашно време, исто како и мозокот. Секоја наша мисла, како ја слушаат, веднаш тие се размножуваат со голема брзина и ти прават зависност. Дрогата ги користи истите рецептори што ги користат пептидите. Значи, на какви мисли се насочуваме, такви пептиди создаваме, тие потоа ги бараат истите мисли, создаваат зависност на среќа, љубов, гнев, омраза, во зависност од тоа каде ти си пошел со умот. Значи, тие имаат мој да се множат со голема брзина и да влијаат на нашите очекувања. Она што ти го очекуваш, го бараш, тие се множат со огромна брзина. И само тамо, некој алкохоличар, постојано те тера да мислиш на алкохол, некој пуши цигара, постојано на цигарите. Еве сега го кажам, како е убаво да запалите цигара. Тоа веднаш во умот ви излегува слика и со огромна брзина пептидите ви се размножуваат и си велите кога овој ќе прекине да се запнат да запалат. Значи, веднаш се активира. Кога ќе станете свесни што се случува во вашиот организам, како тие ве манипулираат пептидите, може да кажете, не пушам веќе. Во истиот момент, тие како се размножуваат, како квасец растат, како печенка, одеднаш одумираат. И затоа има луѓе кои после, вели, ги оставим цигарите сега, јадам, бомбончиња зимам, не знам, одам по риболов, веднаш се претвала на нешто друго, се размножиле, значи, други пептиди. Стануваш зависник за нешто друго. Значи, тие веднаш умираат. Ако ти свесно се фокусираш, кажеш, не пушам веќе. Најчесто се случува некој доктор кој ќе му каже некому, имаш уште 2 месеца живот, твое е дали ќе одлучиш да пушиш или не. Тој свесен дека ќе умре, вели не пушам повеќе. Во истиот момент пептидите умираат, додека дојде до дома. Значи, тој према сликите што ги гледа дома дека ќе умре, се гледа во сандуки, најлоши работи. Тој од страх предизвика, ги го програмира мозокот, хипоталамусот, не произведува веќе пептиди за зависност за пушење и сите пептиди умираат. Тоа е моќта на тој систем, контролен систем, што е систем врз систем како контрола на нашиот ум. Морам да ви кажам дека пептидите се слични како белите крвни зрца, како леукоцитите. Споредба само правам, но ќе видите колку многу се различни. Кога ќе се инфицирате, кога ќе се повредите, мозокот веднаш дава информација да се множат леукоцитите, белите крвни зрца, и тие се множат со голема брзина. Го препознаваат непријателот, го напаѓаат и го уништуваат. На сличен начин функционираат и пептидите како молекули. Но интересно е што тие реагираат на нашите мисли. Тие веднаш се множат во зависност од тоа што ние мислиме. Мислиш на љубов, се множат за љубов. Мислиш на гнев, се множат на гнев.
мислиш на алкохол, се множат кои ти бараат алкохол. Но интересно е, што тие се како подсвеста супер интелигентни идиоти. Тие не можат да направат разлика од пријател и непријател. Мојот газда мисли дека алкохолот е најубав, се множат со огромна брзина. И тебе постојано те тера да пиеш алкохол или да пушиш цигари и прави зависност. Значи тие не знаат зошто тоа го прават, бидејќи така се програмирани, како и подсвеста. Нив не ги интересира зошто ти тоа го мислиш. Ти си газда на твојот ум, ти го бараш тоа, дали сакаш да бидеш среќен или несреќен, тоа е твој проблем. Пептидите имаат задача да се множат и тие се множат со огромна брзина и тебе тогаш ти се случуваат чуда. Или оздравуваш, или се разболуваш. И најздрав човек може да се разболи. Има испитување што докаде може подсвеста да оди и пептидите со моќта на човечкиот мозок. Бактерија која нема на европскиот континент, има само во Австралија. Човек кој никогаш не стапнал на австралискиот континент, му дава 2 месеца да гледа филмови за таа бактерија и што се во телото. По 2 месеца тоа добива бактеријата. Замислете моќта на нашиот ум. Значи, милиарди комбинации ќе направи подсвеста, дури и да нема допирен контакт со таква бактерија, и таа ќе ја искреира и ќе ја создаде во твоето тело. Тоа е моќта на нашиот мозок. Тоа значи дека ние можеме да се разболиме ако во континуитет размислуваме за лоши, неубави работи, гнев, омраза, љубомора, а можеме и спротивно на тоа да оздравиме доколку веруваме во тоа и доколку се заблагодаруваме на тоа што го имаме. Ќе се намножат такви пептиди и ќе се случи чудо. Кога веруваш во тоа, кога си среќен, тимусната клетка, срцевата жлезда произведува те клетки и напаѓа абнормалните клетки. И тие ги уништуваат абнормалните клетки на најтешките болести и на карцином. И може да се случи после 72 часа регенерација на телото. Се е во состојбата на ум. Прашањето е дали некој тоа го сака или не го сака. Од ова сето што го кажав и претходно ви кажав, значи, секој од нас е само она што го мисли. Што се твоите мисли, тоа си и ти. И ви кажав, значи, контролен систем врз контролен систем кој не може да го излажете. Целиот свет може да го излажете. Единствено самите себе не може да се излажете. Затоа немојте да си играте. Кај нас има скалила на контролни системи, кај што ќе се сопнете уште на првото, на подсвеста, да не говорам за пептиди. Сега одиме понатаму. На сето ова има повторно контролен систем. Би сака да запишете само нешто. Многу е важно простувањето, верувате, морате да простите, за да не ве напаѓаат болестите и ова што ќе запишете е токму за тоа, да ги елиминирате болестите кои може да ве нападат. Се што некогаш ве повредило, веќе не постои. Се што некогаш ве повредило, веќе не постои во времето, не постои во времето, освен во вашата виртуелна стварност. Тоа го труе умот и ве принудува на страдање и болка. Тоа го труе умот и ве принудува на страдање и болка. Значи, простувањето, за простувањето говорим. Со простувањето си ја миете душата и си ја купувате среќата, мирот и слободата. Простувањето е најсебичната работа која ја правиш за самиот себе. Дали може запиши само да прашам? Простувањето е најсебична работа која прави само за себе. Да. Не да простите убаво да прави. Како? Кога простуваш, не е убаво. Значи најсебично, ти си кога простуваш некој, таа информација испраќаш во подсвеста. И лекторката ме праша тоа, вика, да не си грешка, вика, најсебична работа. Не викам, не сум грешка, дури и сега на радио кога снима,
3 пати им потенцирав, ми рекоа да не е грешка, не е грешка. И тие повторно како што нив им одговара. Не ме говориш. Значи, зошто е најсебична работа кога ќе простите? Па тој може не знае дека сте му простиле вие во умот. Вие му простувате и се ослободувате од отровите кои треба програмата која да испратите во вашиот ум. Значи, најсебична работа е да простите. Ти тоа си го правиш за себе. Гале ти е дали тој знае или не знае. Ти избриши го од умот. Да не ти се прават отрови во телото. Уште попросто објаснувам. Значи, сме против егоизмот, против себичност. Работиме за сите други. Но ова е филозофска мисла. Работејќи за сите други, простувајќи, љубејќи ги, сакајќи ги, всушност најмногу си работиме за самите себе, а што си работиме за себе, тоа е себичност. Да, тука треба... Но позитивна себичност. Да. Значи, позитивна Позитивна. Значи, себичноста како поим, како термин, ние, може би, преметена, неправилно сватена. И стварно треба да се објасни. Оти кога велиме ние себичен, значи мислиме само за себе. Ова во конотација го кажам за да може да привлече внимание као филозофска мисла, да видите колкава моќи во простување. Затоа треба малку да се прошири или да се најде некоја друга за обичниот човек. Тоа е намерно кажано. Одејќи понатаму, значи мене ми извести биле дека имаме уште 20 на минути. Имаме многу за зборење, уште цел час имаме, но јас ќе гледам да можам што. Одејќи понатаму. Одиве понатаму, што се случува? Водата. Водата е единствениот елемент на планетата кој спротивно реагира на топло и ладно. Го има во 3 агрегатни состојби. Единствено водата, флуидот и расте. Ако ова е песок, јас сега сипам вода, водата ќе се качи до овде. Единствен флуид во планета што расте. Единствен на материја која е толку голем спроводник и која има меморија. Емото, еден јапонски научник открива и Руската академија дека водата има меморија. Ние сме 80 до 85% вода во зависност од староста на годините. Што значи тоа? Дека ние што мислиме, како чувствуваме, така и водата се програмира и прави вибрации. Вибрацијата во една молекула на вода, науката не може да докаже колку е во една молекула, но вели дека се 2 милиарди вибрации во секунда во молекула. Замислете колкав сензибилитет има. Што вие чувствувате? Сега ако лупна вака, одма стрес. Значи телото чувствува секоја ваша клетка, секоја молекула од вода во вашето тело го почувствува тоа. Стрес. Замислете колкава моќ е тоа. Контролен систем врз контролен систем врз контролен систем. Многу опасно. Некој, значи и понатаму го слуша и го чувствува и ги добива сите информации од сите ваши 5 сетила. Оној кој не слуша сега со слухот, да речеме, тропна, тој нема никаков стрес. Оној кој, значи се, ме сваќате, значи се е во системот на размислување. Ние преку водата предизвикуваме вибрација во зависност од тоа што го мислиме, како монахо што ви кажам. Бидејќи имаме аура која е во круг на 5 метра, кога некој ќе влезе во канцеларија, ви се случило или дома, велите колку е негативен човек. Влегол во вашата аура, ви се приближил на 5 метра и влегол во вашата аура и вие чувствувате неговата вибрација поради водата. Тој ни еден збор може да не изговори, ама вие викате негативен. Ке дојде по еден месец, велите грешка со човек кој бил многу позитивен, пак не изговорил ни еден збор. А всушност тој ја променил вибрацијата. И ние веднаш реагираме, зошто кучињата на улица некогаш лаат на некои луѓе, на некои не лаат. Во моментот ако си нервозен или ако се плашиш од куче, тоа го осеќа. Кучињата имаат многу јак сензибилитет, многу јаки сензори и тие осеќаат вибрацијата и знаат ако ти се плашиш од него, тој одма сака да се заштити и оти лае. Тој лае од страх, не оти е силен. Значи мало куче, трча по тебе и лае. Да го шутнеш ке летне, ама тоа се плаши, затоа лае. Значи ние имаме аура и преку неа можеме да почувствуваме кога некој влегува во нашата аура.
Ниче само мало да ти чисто на малото. Земјотресот што беше у Скопје, причал мој 2 минути пред него го осети. Да. Пред 2 Да, минути има. стана, жом ми го шуби, кога почна да се тресе се. Да, точно е така. Значи, правена е една скала од еден до 1000 до еден научник прави и ги споредува, кажува кој на која, ние луѓето што е нормално во просек, сме на скала 235 вибрација. Оние најниско на скалата се оние кои чувствуваат, значи, на проток на енергија, кои чувствуваат срам, кои имаат срам од нешто и кои, значи, кои имаат негативни мисли према другите и кои имаат само сожалување. Повисоко од скалата е агресија и љубомора. Замислете на таа скала. Значи, на најниско ниво е скалата на срам. Никогаш немојте да се срамите. Никогаш немојте да се сожалувате. Го доведувате телото на многу ниска вибрација и тогаш предизвикувате најопасни болести. Нема што да се срамите. Какви сте, такви сме. Секој треба да се засака тако како што е. Кога ќе се засакаш самиот како што си, тогаш не може ни една сила да те уништи. Значи, тоа не е егоизам, затоа што ти, за да дадеш љубов, прво треба да се засакаш. Како ќе дадеш нешто на другите, ако ти го немаш во себе си? Како ќе дадеш монахот љубов, ако го нема? Како да даде првиот и вториот монах љубов, кога го нема во него? Значи, ти мораш да ја создадеш таа вибрација, мораш да ги создадеш и тие чувства. За нешто мораш да го создадеш најпрво во себе. Од сето ова што го говоревме, најбитно е што доаѓаме до мојата научна теорија. Образување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Бидејќи размислуваме во слики и на секои 4 секунди сликите се менуваат, вие не може да ги сопрете. Јас ако говорам, вие се фокусирате на едно нешто и за 4 секунди се менува сликата. По 4 секунди се враќате повторно на она што го говорам и продолжувате. Подсвеста е меморира се, но вашата свест на секои 4 секунди ги менува слики. Се што сте добиле во живота, сте добиле постап на две емоции, љубов и страх. Тоа значи дека ако вие мислите да задржите подолго од 4 секунди, над 10, од 10 до 16, вие правите поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Јас го нарекувам сето ова што јас го правам, мојата научна теорија, фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Фотографско е сликите кои гледаме умот, лингвистичко е она што го повторуваме, додека заспиваме во алфа и омега, и кога се будиме, невроните и клетките, програмирање. Значи, правиме фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Се што сме добиле во животот, дали е позитивно или негативно, предизвикано од нас самите од пат на фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Свесно или несвесно. Вечера сум со вас за да научам свесно да се правите програмирање и да добивате се што ќе го сакате во живот. Одејќи понатаму, значи, говори по индивидуалната свест, сега ќе ви кажам една работа за индивидуалната и колективната свест, што морам да кажам. Одејќи понатаму, се случува нешто многу интересно. Еден руски научник, Владимир Папанин, експерт за квантна биологија на Институтот за биолошка физика, открива тука работа на мислите кога тие свесно се насочуваат кон одредена замислена цел, од јање на визуализација и имагинација. Значи, фотоните како честички на светлината се составени на материјално универзум. Од светлината што патува кон земјата може да се уловат фотоните и да се сместат во вакуум цевка и кога ќе сместите тој зема вакуум цевка, замислете празно, фотоните влегуваат, значи поминуваат се фотоните, патуваат со многу голема брзина. Ако светлината патува со 8 минути од сонцето од тука 150 милиони километри, тие патуваат за 8 секунди. Значи фотоните кога влегуваат овде, се има сегде.
Значи фотосинтеза, се што јадеме е фотон. Се е енергија. Во секоја наша клетка имаме фотон. Ние не можеме да функционираме без фотон. Нема фотони, не постои универзум. А ние не ги гледаме. Фотоните влегуваат во цевката, во вакуум цевка и тоа затвора цевката. Во цевката, вакуум цевката, фотоните скокаат, прскаат. Гледа нормално со електронски микроскоп. Зима ДНК материјал, човечка, може и плунка, и ДНК, крв, зима материјал и го става во вакуум цевката. Веднаш фотоните се подредуваат како во нанотехнологија и мируваат. Примаат интелигенција. Но интересно е што се случува потоа. Го вади ДНК материјалот од внатре, фотоните остануваат да мируваат. Замислете, тие примаат интелигенција. Тоа значи дека ние можеме да програмираме не само во нашата индивидуална свест, туку и во нашата колективна свест. Ние можеме да правиме програма каква сакаме. И целиот свет да се бори против нашата земја не може да успее. Ако ти направиш програма и ја протнеш во матрицу, многу моќно оружје. Тоа го користат сите медии во светот. Порано го користеа, значи, најмоќните фамилии, Рошут, Арнолд, Мајер, со CNN, со BBC и сега се уште настојуваат. Но благодарение на социјалните мрежи и Facebook, кои нанесува голема штета на младите, благодарение сепак на тие мрежи, сега може да се прави многу поедноставно програмирање. Че можат и други да прават програмирање. И луѓето кои не се свести се програмираат, им се случува тоа што им се случува. Но правиш програмирање и за воиднината, со фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Тоа го користел Александар Македонски. Благодарение на она што јас го имам истражувано за него. Значи, сите најпрестижни воени академии во светот истражували, не можеме да веруваат како тој можел да победи толку моќни сили, да се бори 1 спрема 13 до 1 према 17 и тој да победи на Гавгамела, на Краник, на Исин, така натаму. Значи, тоа било шокантно и ден денес е шокантно. Но јас откривам дека тој користел фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Тој правил програма и ја протувал програмата во колективната свест, во битката. Ја гледал Гавгамела, ги цртал сликите, во умот ги бојал и тој знае дека точно тоа се случува. Затоа ако гледате, ако одите на интернет, на Гавгамела, тој право оди према Дари, веднаш кршнува десно, со десното крило, тргаат генералите по него и во еден момент само се враќа назад, го пробива со палањата цитот и го напаѓа Дари. Значи, они не можеле не да предпостават дека тој може таква храброст да направи. Но тој предходната вечер ја направил таа програма, затоа што ги собрал генералите и рекол, што вие мислите? И сите му кажувале еден по еден што тие мислат. И тој им рекол, тоа вие што го мислите, го знае и другата страна. Тој замислете што тоа знае дека мислата има фреквенција. Денеска енцефалографот ја мери фреквенцијата на мислата. Тој знаел дека и тие го знаат. Сега треба вика, сега знаеме што знаат тие, сега треба да најдеме што тие не знаат. И тој не им кажува, треба да се качува на конјот, бега со десното крило и прави чудо. Значи, неа праќа информацијата во универзумот. Тоа е многу за знаење, за законот за атракција, за привлечност, да не говорам, да не навливам во таа тема со што останавме ќе се заборавиме. Се што добиваме по пат на огнена желба. Се што сте вие денеска, сте имале огнена желба. Дали некој бил доктор или професор, не е битно. Ти си ја имал таа желба, ти си верувал во тоа. Си имал многу голема желба да го направиш тоа. Си сакал, појдеш, да студираш, да завршиш, да се вработиш и тоа ти се случи. Значи, се е на принцип на огнена желба. Кога нешто сакаш, сигурно ќе го добиеш. Ако знаеш што сакаш, доволно е само да го направиш првиот чекор. 50% од работата веќе е завршена. За се е така во животот. Затоа никогаш во животот немојте да обвинувате никого. Само простапот ги обвинува другите. Благородниот човек се обвинува себе си. Дури и себе си. Затоа што не си бил свесен, ти се програмирал и си поминал некои работи несвесно. Но вечерва е станувате свесни. Еве ви кажувам како се случува во животот. Значи, во животот внесуваме смисла, мора да ви кажам и околу љубовта. Во животот внесуваме смисла само доколку се посветиме на љубовта на другите. Воспротивно, колку и да работиме, нешто што мислиме дека е многу важно, секогаш ќе се чувствуваме полупразни. Тоа го предизвикува недостатокот на емоционална енергија. Оние кои немате дома емоционална енергија, дури и не ги следи дома.
Во една кафана знаменен човек седеше и новинари ми викале, брат, седам, ја ви геј на другата кафана, ајде се обидел легна на вас и го будих кавалерка и му вели, ајде стани да си одиш. И тој вика дива глава и вели, што ќе правам дома, ни куче ме чека, ни маче ме чека. Значи, тој човек потреба емоционална енергија. Е дошол во кафана да пие поради недостаток на емоционална енергија. На сите ни е потребна таа емоционална енергија, бидејќи енергијата во универзумот не се пуне. Ако некој ти украде енергија, ти мораш да ја надополниш од друго. Ти се развика шефот или директорот на работа, ти одиш дома на тој што е под тебе, дали детето машти, па ти него ќе му се развикаш да одземеш енергија за да ја наполниш. Поради нашето его, да не наблегувам па таму. Има нешто за диктирање, но сега нема да можеме да диктираме, нели уште мора основните работи да кажеме, не кажеме. Значи многу битно Ама и пати ги видиш гости. Ајде ќе видиме кој ќе можам, затоа што сега сме по утре сме прилеп, секој ден имаме. Да, значи многу битно од ова што го кажат да ги избегнувате негативните луѓе и негативните медиуми. Медиумите прават програма опасна. Немој да гледате медиуми што почнуваат со негативни работи. Може веднаш да приметите на вести кои медиуми почнуваат со негативни. Што збори негативно? Што прво кажува кои сообраќајки, несеники убиства, беге подалек. Немојте никогаш да гледате страшни филмови и вести што се негативни телевизии пред заспивање. Бидејќи подсвеста не знае за шала, ги абсорбирате информации и цела ноќ спиете лошо, сонувате милион глупости. И наутре се будите како ненаспани, уморни, преморени. Значи избегнувајте такви медиуми. Заблагодарувајте се за се што имате во животот. Кога се молите, молете се и заблагодарувајте се. Значи, ако постои Бог, тој не сака да се молиме ние слепо. Сака да му се заблагодариме. Благодарам Господе за овие 100 денари што ги имам во джебот. И тој ќе ни даде уште 100. А не, Господе, дај ми уште 100. Па Господ не е банка да ни дава. Значи, треба да се заблагодаруваме, да имаме чувство и да предизвикаме вибрација во нашето тело, како да ги имаме тие. Кога ние во сегашно време се заблагодаруваме за нешто, предизвикуваме тоа, за тоа да може да е при крај сме, ако може не само уште 10 милиони. Значи, за овие 2 часа, како што ви кажав и на почеток, со тоа што почнав ќе завршам, за овие 2 часа, 70.000 луѓе напуштија оваа планета и скоро уште толку дојдоа на оваа планета. Сите тие има свој сон. Кога умираат, значи, жалат по тоа што не го оствариле својот сон и што за последен пат не ги прегрнале своите сакани, не им кажале дека ги сакаат. Правен е експеримент кој дал одлични резултати во врска со ова. Токму го избрав и тој експеримент за вас како последница. Значи, за да поттикне самодоверба и самореализирање. Да се реализираш во она што го посакуваш. Ние ќе го направиме тоа сега. На едноставен начин. Замислете да бевте вие еден од тие 70.000 луѓе што умреа вечер. Што ќе побаравте од животот? Се уште имате копнежи, надежи, верби за кои велите морам да ги остварам, независно на кој година. Сега во овој миг отворете ги тефтерите и запишете што ќе му побарате на животот. Ќе направите афирмации, ќе ги побарате на свеста. Ограничувања нема. Значи ресурси во универзумот постојат. Немојте да се ограничувате. Немојте да речете, јас не можам да имам Мерцедес, да имам било што, кола, куќа, стан. Ресурси има во универзумот. 99% од капиталот на земјината топка е во 1% од луѓето. Замислите покава многу. Значи, вие знаат некоја тајна, некоја техника. Веднаш запишете што ќе побарате од животот. Што би бил ваш сон? Што ако вие умиравте сега и ако рековте, значи нема да умрам додека не го остварам мојот сон. Запишете го вашиот сон, може и на кратко, со иницијали или било како,
А потоа размислете дома, размислете го целото предавање и размислете што е вашиот сон, што сакате да добиете, дали вработување за вашето дете, значи вие и тоа може да го предизвикате. Значи може да предизвикате за ваше дете, за ваша внука, за комшија, за другар, за пријател. Значи законот за привлечност не знае за грешки и не знае за големина. Може да побараш 1 денар, може да побараш и 100 милиони денар. Него му е исто дали ќе ти даде 1 денар и 100 милиони. Прашањето е ти што ќе бараш. Ако ти се ограничиш, и тој ќе се ограничи. Тоа значи дека универзумот нас не испраќа подароци. Ако ние не ги земеме, тој си ги враќа назад. Тоа е природен закон. Ве молам запишете, а ќе ви кажам уште за крај уште 1 минута, зашто го правим. Значи запишете се што сакате да побарате од живот. Ако запишете го следно. 2 дена во мојот живот се најважни. Два дена во мојот живот се најважни. Дента кога сум се родил, дента кога сум се родил и денес кога дознав зошто. Дес да ја прашам мајка ми зошто си на мајка. Да. Значи, ние дојаме со љубов на оваа планета и со љубов се заминуваме. Тоа е друга тема која јас ја пишувам во моите дела. Денес кога дознав зошто. И денес кога дознав зошто. Се ова што го говорим го имате во моите дела. Во оваа книга ги имате сите тајни афирмации, техники, за да може да правите и од најтешка болест човек да е, дајте му ја оваа, и во најтешка депресија. Значи, прави програма за 7 дена. Појако од Силва Метод и од Ескалибур. Затоа што ти не можеш да одиш на предавање. Не можеш да ме видиш воопшто мене. Ја читаш оваа книга и за 7 дена си правиш програмирање. Со самото тоа програмирање што го правиш, се ослободуваш од сите негативни емоции, од сите отрови што ги имаш во телото. За крај ќе ви кажам една приказна. Јас поминав повеќе земји, 50 на земји, живеев 5 години во Турција, 5 години Средна Америка и така натаму, живеев со монаси, со индијанци. 97 година, значи, кога ми се случи нешто многу чудно, преживеав. Потоа се случија многу интересни работи. После 3 години паднав од 42 метра и повторно преживеав. Пак ја изманипулирав с мај. Во 2010 година во Хамбург, во најпрестижната болница, добив сепса, ми пресадува хранопровод и тој пукна. 52 дена пие вода. Им кажа на моите дека човекот нема шанси да преживее. Јас им реков, ако вие не можете, јас можам. Тоа беше понеделник. Во среда станувам и се враќам во Македонија. Тие ми рекоа, човекот забега. Значи, дојде до центот македонец доктор и вели, брат, немој не им вели ке те третираат со психијатар, брат, викам, јас кажав што требаше. Јас во среда ќе го залепам хранопроводот, во сабота станувам и си одам за Македонија. Не можеа да веруваат дека во средата хранопроводот се залепи. Тоа е туга работа, бидејќи се бавам со астрални проекции и со некои други работи, да не навлегуваме тука, тоа се широки теми. Потоа дојдоа и ме прашуваа како успеа, тоа ја им кажав за да го направиш тоа, значи ти треба 5 години подготовка. Јас случајно сум бил подготвен, можеби. Значи користам сангейзинг, гледам сонце наутро, навечер. Постојат луѓе по неколку години што не се хранат воопшто. Во Индија и на многу места во светот. Само што гледаат во сонцето поради фотоните кои ви ги спомнав претходно. Се хранат преку очите, исто како телефон кога полниш со енергија. Исто и ние го правиме. Тоа што го јадеме се фотони. Зар мораме ние да ги јадеме? Па ние можеме да ги примаме и преку очите, штом се фотони. Да не навлегуваме во таа тема. Значи, ние имаме огромна моќ. Огромна моќ. Можеме да правиме што сакаме со нашето физичко тело. Доколку сме доволно свесни да направиме селекција во нашиот ум.
Патувајќи по светот, живејќи со монаси, со индијанци, со испосници, живеев и близу 5 години во Турција. Во Турција живееше еден човек, Веби Коч, може да сте слушале, многу богат човек. Тој толку многу беше богат што дури не знаеше што има. Еден ден седејќи на Босфорот, во еден убав ресторан, го викнал келнерот и му рекол, викни го шефот, овој го викнал шефот и му рекол, многу би се допаја, вика, ресторанот, би сакал да го купам. И он вика, кој е газда? И он рекол, па почитувам Веби Коч, вика, да не се навредите, може не знаете, ама вие сте газда. Тој не знае што има. Значи, ресторан, еден е за ваканција, во однос на милијарде галја, му е за еден ресторан. Тој Веби Коч целиот живот почнал од ништо, од дамал, целиот живот го посветил за да заработи пари. Тој ми е, како олицетворение, значи, тој ми е на некој начин човек во кој се огледувам јас, бидејќи јас од 13 години сум почнал да работам и целиот живот работев сам, никош не побарав ништо во животот. И успеав поприлично. Значи, тој успеал многу. Но, на крајот на животот сватил дека ќе умре и не го остварил својот сон. Она што јас ви кажав, моите соништа. И тој тогаш кога требало да умира, сватил дека ќе умре, но не го остварил својот сон. Му било толку многу криво што бил толку богат, а веќе ќе го направи свет. Напишал 2 плика и ги обележил со број 1 и број 2. Го викнал својот син и му рекол, синко, дента кога ќе умрам, ќе го отвориш пликот со број 1. А откако ќе ме погребиш, врати се дома, седи си удобно во фотелјата и отвори го пликот со број 2. Кога тој умрал, син му го земал пликот, го отворил и внатре пишувал: сакам да ме погребеш со чорапи. Но во муслиманскиот свет не може со чорапи, ги погребуваат во чаша. Тој го поминал цел Истанбул да најде оџа, која му кажал со чорап, кој кажал со чорапи тие не сакале. Но нашал некој оџа, кој нормално, убав, што го подмитил, оџата му рекол, не оти за парите, аманет за татка, ти заврши ја работа, го стави, го погребале. Кога се вратил дома синот, го отвори вториот плик и на него пишува: синко, јас бев најбогат човек во Турција, но никогаш не го живеев животот. Јас не ги остварив своите соништа. До вчера му ја мислев јас, од сега мисли му ја ти. Истото го кажувам ја, до вечера му ја мислев ја, сега мислите му ја вие. Ја ви готвев сите. Од вас зависи што ќе направите со вашите животи. Може да се подладите 10-20 години. Имате книги со тибетански вежби, со кои, значи, зошто старееме? Се прави денивелација на енергетските полиња на чакрите. Ако ги правите тие вежби, еве да се организирате, тука ви е Феле или било кој, господијата, значи, ќе правите регенерација во кај монасите има луѓе што се по 100 години изгледаат како мене. Шокантно. Еве, јас имам 52 години, може би не ви е за верба, ама имам тоа. Значи 52 години. Значи, ако ги правите тие вежби, повторно чакрите се нивелираат и се враќаат функциите на органите, се подмладуваш и се чувствуваш и внатрешно млад, не само надворешно, така и зрачиш. Ви благодарам да сте живи и здрави. Се не. Само секунда, не е туку пола минута. Да знаете дека овие книги ќе ги има од сите книги на господинот и мој пријател Ниче Димовски, кој еден пример во нашата библиотека, од сите ваши наслови по еден пример. И вие ќе имате можност на тена или на рад да си читате во библиотеката, никој да не По 2 примери кои ќе дадеме. Да не ве вознемирува никој, да имате повеќе време и што е најважно, бијќи зборува за вас, а вие си ја сакате својата Македонија, на денот на борбата за слободна Македонија и слободен македонски народ, 23 октомври организираме убава средба во рамките на предавањето да си мислиме добро еден за друг, за да си оподмладиме животот со позитивна енергија да помине барем од 18 до 24 часот.
Повелете и друг пат дојдете, библиотеката е ваша. Да се заблагодарам на Веле, значи јас немам идоли, но на некој начин во младоста ми беше идол, бидејќи тој пишуваше книги. Македонија низ француската револуција. Значи книга која неколку пати сум ја прочитал. Многу направил за Македонија. Значи нешто што мене ми значи, верувајте. Јас никогаш не го заборавам Веле Алексовски. Знам ни што помина во животот. И знам што направил за Македонија. Ти благодарам. Така да јавно да му се Ти заблагодарам. благодарам. Значи,